Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пица од мисиркино месо и брусница. Најпрво да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пица од 33 см и грил тава. Ќе почнеме со подготовка на тестото за пица. Ова е едноставен, но фантастичен рецепт. Ставете го брашното, квасецот, шеќерот и солта во длабок сад и додадете топла вода и маслиново масло. Сите состојки убаво измешајте ги во садот и потоа истурете ги на работната маса и замесете ги со раце. Многу е важно квасецот да биде убаво распореден во тестото. Намачкајте го длабокиот сад со масло и ставете го внатре подготвеното тесто. Покрите со крпа и оставете го на топло место 1 час за да стаса. Откако двојно ќе нарасне, тргнете го тестото и на набрашната површина формирајте круг. Исечете го тестото според димензијата на тавата и ставете го внатре. Одозгора намачкајте го со масло и оставете го да одстои 20 на минути во фрижидер. За подготовка на филот, месото го сечеме на ленти, го зачинуваме и го подпекуваме на грил тавата. Го додаваме кромидот исечен на прстени и на крај брусницата. Направете мали дупчиња со вилушка низ целото тесто и наредете ги сечканите домати. Убаво зачинете и потоа додадете го месото со кромидот и брусницата. Ние исто така додаваме и сирење за дополнителен вкус. Печете на 170 степени 25 минути или додека кората не стане крцкава. Ја вадиме од тавата и ние додаваме и зелени листови салата за посвеж вкус. Исечете ја пицата на парчиња и уживајте. Еве една идеја за искористување на мисиркиното месо кое ќе ви остане од Божиќ. Ако сакате да додадете некои билки, ние би ви препорачале жалфија, а можете да ставите и кругови колбаси. Пробајте и не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.